Почнуваме со емисијата, продолжуваме тука во студиото, како што кажавме, господин Сотир Костов, наш редовен гостен, особено сега затоа што направивме еден серијал на политички анализи, бидејќи господинот Костов има направено една многу голема студија, едно дело, кое ја отсликува македонската политичка сцена на секој начин, историски, политиколошки. Од почетоците до денеска има многу слоеви таа анализа, затоа еве повторно да објасниме за гледачите, ја правиме во серијал од емисии, бидејќи не може во една емисија се да се каже. Господине Костов, добре дојдовте повторно во студио 10. Добре најдов. Благодарам за разбирањето да во серијал направиме нешто. До сега одевме малку хронолошки. Ке се потрудиме денеска актуелните работи да ги истакнеме од причина што денеска почнува званично кампањата за претседателски избори. Користам прилика на седумте кандидати да им посакам добро здравје, позитивна енергија, добра дискусија, многу добри контакти со граѓаните избирачи и секако успех. Да, ќе зборуваме се разбира за претседателските избори, за почетокот на кампањата, но сакам прво да ве прашам, вчера се одржа дуел помеѓу претседателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, помеѓу премиерот Ковачевски, поранешниот премиер, ајде да речеме, бидејќи сега не ја врши таа функција. Добро, еднаш премиер, секој пат премиер. Да. И претседателот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Сакам да ја прашам за оценка на тој дуел, ајде. Како го видовте? Па вие ви кажам, малку чуден, ама интересен дуел. Секако оценката е позитивна, не е висока, морам да бидам објективен. И конечно вчера сватив зошто Ковачевски во улога на премиер избегаваше 2 години да се сретне со претседателот на ВМРО ДПМН, професорот Христијан Мицкоски, лидерот на опозицијата. И сега вака, не знам колку имаме време, пошто вчерашниот дуел треба малку од повеќе агли да го гледаме и да го анализираме. Ама ја вака би рекол малку метафорично, па сега кој како ќе свати. Вчера мене малку ми заличи тој дуел на едниот од дуелот, а тоа е Христијан Мицкоски, во улога на опозиционер, лидер на опозиција, кој се бори за власт, даваше голови, а другиот, Ковачевски, доскорашниот премиер, се радуваше на приманите голови, кога ќе сватеше дека не е така, велеше опсайд. Ова е една метафора моја, ама мислам ќе ме сватат луѓето што сакам да кажам. Второ, едниот во дуелот изнесуваше многу конкретни и екзактни податоци, тоа е Христијан Мицкоски, а Ковачевски не сакаше да ги коментира, дори беше не ме интересира тие, му ги понуди да ги погледне, да ги виде, не сакаше. Ковачевски од друга страна зеде да мафта со една програма што ја нарече со 40 точки за план за Македонија и многу карактеристично е, сино ќе избројав минимум 11 пати, јас имам план за Македонија, па виде дека не иде така, па ние имаме план за Македонија, ама тој план во овие 7 години некако не го видовме, барем ја не го видов да бидам искрен. И некако малку и чудна работа, ова планот со кој мафташе или програмата со која мафташе, ама тоа мафтање ме личи на Макарти од Соединените Американски држави, едно многу минато време кога гонеа црвени вештици и кога го остави на страна вака од ова пултот му падна доле, па имаше и коментар пала влада. Не знам, очекував повеќе, да бидам искрен, повеќе очекував, можеби како беше замислен концептуално дуелот, некако економијата дојде на крајот и социјалата дали као најбитно, ама помалку време се посвети, како да не сакаше Ковачевски да ги чуе бројките од страна на Мицкоски од тимот што му ги припремил, и едноставно мислам дека како доскорашен премиер требаше да понуди што направиле, ама тоа некако јас не го видов вчера. Сега ќе кажам нешто. Јас сум современик на сите дуели во плурална Македонија од 98 година наваму. Кога овој дуел јас ќе го споредам со легендарниот дуел на Георгиевски, Љупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, морам да кажам дека мојот глас оди на тој дуел, бидејќи тогаш почнаа промените фактички, вистинските промени во Република Македонија,
Да не се повторува во минатите две емисии, зборевме за оние травматски точки, за пропустите во транзицијата, во плурализмот, во изборниот систем и така натаму. И лично мислам тоа беше еден стандард на дуел, каде што имаше и огин, и искри, и содржина, и форма, и концепција, дури би рекол и се. Ајде да бидам по-фер, да се сконцентрирам на ова време. Сите три претходни дуели на Заев и Мицковски за мене беа подобри дуели од овој дуел. Ја дури сега видов зошто Ковачевски не сакал дуел, едноставно тој во дуелите не се снаоѓа, дали со водителот ки има проблем, дали со соговорникот, влегува во збор, не се докажуваат, интервенира за времето, па едно време Мицковски му остапуваше време и така натаму, и така натаму. И една друга споредба ќе направам, се надевам, нема никој да ми замери, истата вечер, нешто покасно, во одложна снимка, на Националниот сервис видов еден подкаст на кој учествуваа председателите на младина на Социјалдемократската младина, детето од Тетово, на Црвената младина од Левица и на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и двајца прекрасни водители, млади дечки, девојка и дечко од подкастот. Јас видов атмосфера на што е дебата, што е почитување еден кон друг, една позитивна енергија, каде што председателот на Социјалдемократската младина конструктивно разговара со председателот на Унија на млади сили, каде што нивниот колега од Црвената младина се впушта исто така на позитивен начин, конструктивно, не се согласува, кажуваат што соработувале заеднички, каде не се согласувале, како се приближувале. Зошто го кажувам сега тоа? Има надеж, има иднина, ја во тие млади деца видов идни лидери, а очигледно не се сами, и лично мислам дека покажаа пример дека може и без навреди, без провокации, без ниски удари, да седнеш со противникот и да не го гледаш преку призма на нишан како непријател, туку како противник кој во една трка, во случајот изборна трка или во една дебата, да го победиш со аргументи и факти. Вчера едната страна не сакаше да ги прифати аргументите и фактите, имајќи предвид во каква ситуација се наоѓаме, едноставно кажуваше дека сега само они се тие иднината на Македонија што ја гарантираат, и ја мислам исклучивоста не води нигде, безалтернативноста исто така не води нигде, ама можеби ја не сум во право, а сега тие одаат пред Народното собрание, тие ним треба да им понудат, па можеби и ние аналитичарите некој пат гледаме со некоја необјективна диоптрија и да видиме како ќе пресуди граѓанинот избираш. Така На кого ќе му даде доверба. Така Сега се работи за освојување на доверба. Секако вие кажувате своји размислувања, своја анализа, тоа е јас стојам зад нив, ама велам, не сум исклучив дека јас сум исправен. Се разбира. Како што кажавме на почетокот, денеска почнува и официјално председателската кампања. Како гледате на ова? Имаме 7 кандидати за председател, бидејќи ние го анализиравме ова и порано, онака, мислам, по-површински, ајде да речеме, но сега бидејќи почнува кампањата, можеме да направиме, да представиме една слика што не очекува во првиот круг, а потоа се разбере во вториот. Очигледно голема борба не очекува, понудата е квалитетна, мислам тоа и го кажав и порано, можеме денеска нешто подетелно да се задржиме, а знаеш како, јас сакам две работи да спомнам, сега не знам колку време ќе потрошам, ќе се трудам да бидам краток па да ти одговорам на прашањето. Ја би ја представил атмосферата, амбиентот во кој влегуваме во изборната трка и јас лично не сум задоволен да ти кажам. Зошто? Еве од кои причини. До пред 3 дена се менуваше изборниот законник, онака како што сакаа политичките партии, а не спрема она што е диктум, не спрема она што е насока од ОПСЕ ОДИХИР. Една работна група работеше неколку месеци, не е се усвоено и однапред треба да знаеме дека ќе има пенали после изборите. Второ, до пред недела-две не беше комплетирана ДИК. Тоа ќе се има реперкусии, едноставно демократијата беше малку, како да кажам, скратена. Потоа, се гледа дека ние имаме црна кампања.
Значи, пазите, не ни негативна, не ни позитивна, не ни сива. Ги има сите елементи од овие, ама црна кампања од партиите, оние што стојат позади кандидатите, кандидатите се уште не влегле во црната зона, што би се веле, ама очигледно нивните поддржувачи водат црна кампања, особено ова важи за социјалните мрежи, и да бидам искрен, многу сум разочаран од социјалните мрежи, а за разлика од вас, медиумите електронски и пишувани што ги имаме, оние традиционални, конвенционални во Република Македонија, таму дискусорот е многу симнат, таму дури има, иако јас сум малку строг за говор на омрза, сум напишал оваа книга 2006 година и ја го проучував говорот на омрза. Не е тоа што овие цензури сега сакат да ни наметнат говор на омрза, но говорот на елементите на говор на омрза во социјалните мрежи очигледно се присутни, а знаете како, многу им е лесно ќе кажат некое име, некој надимок и или ќе го оцрнат едниот кандидат, или другиот, или наши аналитичарите. Ајде да ви видиме, излезете овде, дојдете во 24 вести, со име и презиме, па спротивставете се на Сотир, спротивставете се на ставот редакцијски, на медиумот и така натаму. А лесно е да се криеме зад завесата и да не речам да плюваме по луѓето, да не заборавиме овие председателски кандидати се луѓе, тоа се интелектуалци, тоа се експерти во различни области, тоа се политичари од кариера, а сепак имаат зад себе бекграунд и мислам не треба така да се однесуваме кон нив. Да додадам, со последната измена, последните измени, на еден начин е уништен поимот независен кандидат. Значи, кај нас веќе не постои независен кандидат, поради тоа што е дигнат цензусот, ретко кој сега во овие услови ќе ги достигне тоа, зборам за листи на пратеници, да, евентуално после за листи на советници и на градоначалници. Срамота е. А сите устата ни е полна со граѓанско општество, сите сакаме граѓански устав и сите сакаме инклузивна улога на граѓанскиот сектор. Така тоа... Но тоа е, да. тој господин Костов, еве сега да направиме аналогија и на претходните барања за измена на изборниот закон, воведување на една изборна единица, на отворени листи и така натаму. Гледаме дека има еден континуитет на политика каде големите партии едноставно се штитат и не дозволуваат тој простор никако да се прошири за да влезат помали партии, независни кандидати, го прават речиси невозможно. Сосема си го право. 3 месеца им е даден пакет од промени, а тоа е спроведување на предлозите ОПСЕ ОДИХИР, не го поставија, за еденок се договорија што како да си сменат она што ним им е битно и еве тија желбата на големите. На еден начин големите ги изигруваат малите, ако имаме во предвид тоа што вие го спомнавте, а тоа е една изборна единица. Значи, сепак, пак доаѓаме од првата емисија, кога почнавме овој серијал, политичката култура. Значи, ние мораме демократскиот капацитет, сенсот за плурализам. Не може едните исти нон-стоп да одлучуваат за судбината на Република Македонија. Мораме да имаме чувство кон новото. Јас го респектирам желбата за промени, кога ќе видат дека не оди на еден начин, и особено сега во еден кампус го препознавам тоа. Се знае, мислам на опозициониот кампус. Ама мораме малку да имаме респект и кон граѓанскиот сектор кој нуди промени и да имаме респект кон новите партии кои сакат да покажат нешто, да најдат свое место под сонцето на ова јавна политичка сцена и да имат шанса подеднакво со веќе етаблираните, со веќе политичките партии кои ги зазеле своите ложи во политичкиот спектар, да кажат и тие што мислат за економски прогрес, што мислат за социјална сигурност, што мислат за вистинска демократија, неформална демократија и така натаму и така натаму. Само ше едно да спомнам, те молам. Уништена е диаспората. Не и се овозможи на едни од изборите да гласа, а тоа се парламентарните избори. Жално е, ние имаме голема диаспора. Ке речеме не е организирана. Не е точно. Некој треба да ја организира. Имавме министер без ресор, ама задолжен за диаспора. Имаме сега агенција за диаспора пак под владата. И 4 години некој требаше да работи, да појде кај луѓето во Мала Битола, Сиднеј, да појде во најголемата
заедница на иселеници во Торонто, во Америка, во Германија, во Швајцарија, во Италија и така натаму, да ги собере сите, да ги ислуша, да најде заеднички јазик и да се организираат како во ДКП-та да се изведат гласањата. А сега они кажуваат, треба да патуваат по 1000-2000 километри за да гласаат. Па во оваа криза ја не знам кој тоа ќе го направи. Многу голема неправда и направивме на диаспората. Сега прашањето беше за кандидатите. За претседателските избори сега имаме 7 кандидати, Да. Имаме една, да речеме, главна битка која повторно ќе се води помеѓу СДСМ и ВМРО, ДПМН, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова, но имаме и други интересни битки тука кои ќе се водат. Ќе се водат битки помеѓу ДУИ и Сдружената албанска опозиција, помеѓу Бојар Османи и Таравари. Ќе имаме кандидати на помали политички партии кои исто така влегуваат во таа некаква предизборна математика, го бараат местото под сонцето, но и ќе влијаат врз идната распределба на гласови и на стратегии, ми се чини. Па, да, во право сте, од причина што ветерот што ќе дувне од првиот круг на претседателски избори се очекува да рефлектира, да даде тон и насока на парламентарните избори и тоа со право се очекува, иако ја припаѓам на аналитичари кои посебно ги анализира претседателските, посебно парламентарните, посебно локалните, бидејќи има своји специфики. Ама во година кога се одржуваат заедно, едни на други влијаат. Сега само уште малку да доловам атмосферата. Битки ќе има, ама битките ќе се малку и неравноправни, да бидеме искрени. Значи, еден кандидат преку ноќ се најде на црна листа. Ја немам намера Стефче да го бранам, нити адвокат да му бидам, на Јакимовски мислам, ама во сред пред кампања, вие да го ставите на црна листа и да посочите, еве го, да не кажам што, крадецот, ја мислам крајно некоректно, па ако сака нека биде тоа и Соединетите Американски држави и нашиот стратешки партнер. Друг кандидат пробаа да го отцрнат еднаш на локалните избори, тоа е Максим Димитриевски, не успеа, спија 2 години, дали се органите на прогон, дали е власта, дали е судството, дали е обвинителството, дали е полицијата, јас не знам, или сите заедно, и еве сега пак му актуализираат нови кривични пријави му дават, и оној ден кога тој подпишуваше кодекс за фер, слободни, демократски, морални избори, тој прво требаше да се појави во судска сала, да одговара на обвинението. Некоректно е и тоа. Не можеш ли да се почека по изборите или пак пред изборите некој да се ја вршеше ревно со својата работа. Така да мислам, тука имаме една нефер битка, ама можеби резултатите ќе бидат и изненадувачки, да бидам искрен. Во кој смисол? Па вака сега, сите велат, сите сме сконцентрирани на колку гласови ќе добие почитуваната Силјановска Давкова, и председателот кој моментално ја обавува функцијата, господин Стево Пендаровски. Да, тоа е битно, ама треба да знаеме дека другите не се обични тркачи и од она колкав квантум на гласови ќе освојат Максим Димитриевски, Билјана Ванковска, Стефчо Јакимовски, ќе зависи вториот круг како ќе се одвива и јас тука ставам линија, ќе ги спомнам после и кандидатите од албанските политички партии, бидејќи очекувам овој пат квантумот на гласови на тие тројца што ќе отпаднат. Овде као можност ставам од сите 5 некој да отпадне, значи не велам амблок дека сигурно ќе одат Пендаровски и Силјановска, ама од тие што ќе отпаднат. По мене, по моите анализи, ќе биде толкав што кога ќе имаме престројување во вториот круг, нема така да се зависи од албанските гласови, ова го потпишувам. Од причина што не може кандидатот на левица да не остави еден солиден квантум на гласови, еве да речеме, меѓу 50 и 70 илјади. Предвидување некој кој не мора да е точно. Нешто слично и за Максим Димитриевски, и да ве подсетам, вашиот медиум и мојата маленкост во него кога гостуваше пред 2 месеца рековме дека некој што е под радарот ќе дојде во радарот, тогаш беше невидлив на овие истражувањата,
Максим Димитриевски, знам, дојде до 8%. Значи, тоа е партија која рапидно напредува, тоа е еден лидер харизматичен кој собира гласови и да видиме што ќе биде и со него во председателската. Сакате да кажете дека овој пат гласовите на Димитриевски, Јакимовски и Ванковска ќе бидат можеби поодлучувачки од кампусот на албански гласови кои најодлучувачки, еве ќе ви кажам. Прво, тие не се гласови на тргување. За председателски избори зборуваме, да. Да, не се гласови за тргување. Никој не ги има во џебот или под мишка. Ја така резонирам. Но видете вака. Многу некој сака да постави дека председателот ќе зависи од албанските гласови. Не е точно, ќе видите. Анализирав 2006 година, ги анализирав другите циклуси, каде што имаше остаток од 420.000 гласови. Еве, на последните беа 80.000 гласови. Река што ги освои. Сега се многу повеќе. Па видите вака, не сме ние едно општество за сите. Ние сме поделено општество, ово ми е многу криво што го кажувам. Кога ќе се жештат страстите, кога ќе проработи желбата за победа и да се освои власта, јас ви тврдам, изборните машини кои веќе се турираат, кои веќе се под висок напон, ќе направат се да излезе гласачкото тело и да го даде гласот за еден од кандидатите. Овој пат предвидувам дека нема да има услов, нема да може ниту ДУИ, ниту албанската опозиција, обединета, што е за поздрав, да условува со своите гласови. Квантумот на гласови македонски, тврдам, бидејќи гледате како се е впрегнато да се оди на избор, што е позитивно. Тврдам дека ќе биде доволен квантум да во вториот круг оној кандидат кој води да може да успее и да имаме да не ни се случи да имаме неуспешни избори, како што некои сакат меѓу редови да ни кажат, ако тие не запињале, ќе имало неуспешни избори. Не, јас, Сотир Костов, предвидувам дека ќе имаме успешни председателски избори, со тоа што дебатата се надевам нема да скрене во несакан правец, бидејќи досега не гледам дека скренала, има некои чарки, ама председателската дебата е сепак на едно културно ниво, за разлика од партиската дебата која веќе се симнува пониско, ама тоа не е ништо ново. Да, но кога вие велите ќе имаме успешни избори, сега зборуваме дали ќе биде остварен цензусот или не, но анкетите покажуваат дека сега зборуваме и за парламентарни и за председателски, дека одзивот нема да биде баш голем и дека можеби ќе биде и помало од последните парламентарни избори. Ја работев на тоа прашање и еве што ќе ти кажам. Значи, ние дури синоќа или прек синоќа чув веќе го имаме и бројот, пак е на 1.814-15.000 гласи. Тоа е номиналната бројка, а реалната бројка е минус 300 до 500.000. Значи, ние реално имаме некаде 1.300.000, отприлика, 1.400.000 избирачко тело во Македонија. Бидејќи диаспората не е организирана, бидејќи очекувам летови чартер само ДУИ да организира и тоа лимитиран број на чартери, значи, ќе станува збор за 1.300 до 1.400 реален квантум на гласови од кој ќе црпат сите кандидати. Ако се излезе некаде до 800-900 и кусур илјади, верувај ми од реалниот број, тоа е голем квантум на гласови. Така да, нема да биде мала излезноста, а кога ќе се земе 1.814.000, пак ќе е некаде на 50%, ама да не заборавиме дека Уставот, изборниот закон оперираа со 40%. И имајќи во предвид дека во предизборието многу е запалена работата, многу се историрани партиските машини, јас ви тврдам дека ќе има едно стимулирање на граѓанинот да излезе, да одлучува тој што би се рекло за својата судбина. Сакате да кажете дека избирачкиот список е нереален и затоа тие проценти се вадат. Дека всушност не излегуваат многу повеќе отколку што... Еве да ви кажам, има една амплитуда што е откриена, ама не е решена, а таа датира многу одамна, значи таа датира, кога во прв круг победи Киро Глигоров, ако се сеќавате,
94 година, мислам беше, и никако да се открие таа амплитуда каде е, што представува. Но и со тој нереален број, јас ви тврдам дека ќе има доволен број на излезеност да изборите не бидат легитимни од аспект на излезеност. Јас ви го тврдам тоа. Од аспект на демократска атмосфера, не знам што ќе се случува, намерисувам нефер однесувања, ги гледам, ги детектирам, ама се надевам дека тука негде ќе завршат, дека нема да отидат во несакан правец. Ке имаме ли, ајде фери демократски, туку ке имаме ли мирни избори? Прашањето, особено во албанскиот политички кампус, бидејќи таму атмосферата е особено жешка, бидејќи се блиску таборите и знаеме кога е така, дека може да очекуваме некакви турбуленции со оглед на историјата до сега, знаеме како беше и сме имале доста несакани примери. Еве сега имавме еден инцидент во Арачиново, кој, барем според објаснувањата, сепак не е дел од таа политичка борба, се работи за друг историјат на проблем, но сепак знаеме дека доколку онака народски кажано е борба на живот и смрт политичка се разбира, дека може да очекуваме тензија. Многу ретко сме имале ние мирни избори, од аспект што вие го кажувате и сосема во право го поставувате прашањето. Ја ќе ве потсетам на 2000-та година, кога се пукаше, кога имаше жртви, ама се надевам дека тие времења се поминати. Сега има еден синдром кој никако да го совлада Дуи, кога паѓа од власта, ги губи сите лостови на власт и се измолкнуваат работите и очекувам од она што слушам и гледам што се случува на теренот, очекувам закачки. Ама, се надевам дека ќе превладее разумот, се надевам дека конечно полека зрееме и стануваме на еден начин во најголема мера вистинска демократија и дека нема да имаме избори кои нема да го поминат прагот на легитимност и да не речем дури на легалност. Ајде ќе ве прашам за Дуи. Значи, некако сме ги, ми се чини дека во секоја емисија ги анализираме СДСМ и ВМРО ДПМН помалку ми се чини и апсолвирана таму работата. ВМРО ДПМН води на сите анкети до сега. Не гледаме промена на таа слика, тоа водство. Иако сега има и некоја, гледаме дебата околу анкетите дали се вистински или не, но без разлика сме немале анкета на која ВМРО ДПМН не води, без разлика која прави, така да таму ми се чини дека само е прашање колкава би била разликата, но кај Дуи е интересна работата. Дуи па исто така води на сите анкети во однос на Сдружената албанска опозиција и без разлика еве што се здружија сите во една коалиција, ајде да речеме, сепак Дуи се уште води. Како гледате на овој феномен? Видите, тоа е реален феномен, ама да не забравяме дека секој пат во историјата на избори во Република Македонија во овие години од 90-91 година имало и изненадувања. И тоа некој пат драстични изненадувања. Албанскиот кампус се организира конечно да го симне долгогодишниот субјект кој учествува во власта во Република Македонија. Бидејќи Дуи навистина одамна е на власт. И еве да речеме под предпоставка и да биле навистина добра власт, хипотетички, многу се на власт. Има и замор и се. Но еве повторно ќе кажам, на анкетите водат. Интересно. Присутен е тој замор, присутни се сите девијантни појави што Дуи ги има направено и познавајќи ја психологијата на избирачите, бидејќи сите овие 34 години се бавам со тоа, постои посебна наука псефологија која се бави со психологијата, со однесувањето на избирачите. Јас ви тврдам, а познавајќи го и албанскиот кампус кој на определен начин е малку затворен, ова не сакам погрешно да бидам сватен. Ама да не заборавиме дека во последно време се гледа опозиционото однесување на тој кампус. Прво се прегрупираше еднаш, па се прегрупира уште еднаш, па има што велиме мувинг, раздвижување. Лично мислам дека во последен момент голем дел од избирачкото тело на албанската популација во Република Македонија ќе се определи за опозицијата. Така некако е и
скроена опозицијата, иако во последно време Али Ахмети прави очајнички напори да направи голема коалиција, ама лично мислам дека некако му е задржана формата, ама му нема суштината, да бидам искрен. Му нема суштината и, знаете како, нема ништо страшно и да те победат некој пат на избори. Сите тоа го вкусиле, сега Али Ахмети и неговата дружина сака да кажат дека тие се непобедиви и дека тие се единствениот избор, како во албанскиот кампус, така и на ниво Македонија. Не. Во избори, фер, демократски и слободни, нема ексклузивни работи. Нема за секогаш дадени ексклузивни партии. Тоа на свој грб го почувствува ВМРО-ДПМН, тоа го има почувствувано СДСМ, помалите партии, да не ги спомнувам, ама еве ќе кажам и тија, и затоа тија еднаш одат во едниот табор, потоа одат во другиот табор, лавираат, секој пат се приклонуваат кон победникот и видите се што се направи. 1/3 од политичките партии што се во сојуз, во коалиција на СДСМ побегнаа, дојдоа кај ВМРО-ДПМН. Тоа што кажува? Тоа апла ја наговестува евентуалната победа на опозиционата ВМРО-ДПМН. Нешто слично, за прв пат се случува и во албанскиот кампус. 4 партии се обединија, кои биле дел од ДУИ, биле сојузници на ДУИ, имале негативно искуство, се отцепиле, се одделиле или сега се спротивставуваат на ДУИ, на политиките на ДУИ, на коруптивноста на ДУИ, која е на доста високо ниво, и едноставно си го бараат своето место под политичкото небо или на политичкиот спектрум. Вие ги спомнавте двата случаи, ставањето на Стефче Јакимовски на црната листа, судскиот процес за Максим Димитриевски, постапката, но интересно е дека имаме една слична постапка и во поглед на Алијансата на албанците. Имено судот после изземање на тројца суди од процесот се реши печатите да му ги даде на Зијадин Села, а не на Армен Таравари. Па така некои тука гледаат некаква политичка... Сосема сте во право. Ама видите, ви кажам. Очигледно институциите беа наклонети кон ДУИ, бидејќи ДУИ е на власт. Имало изземање на судии, не знаеме, ќе се дознае како што се дешавала работава. Ако реално гледаме, Таравари е легитимен председател на својата си партија. Ако гледаме од позиција на власт, на еден начин, нему му е открадната партијата или дел од партијата, ама тој ги поседува печатите, што би се рекло. Во 5 до 12 или 5 после 12, судот одлучува печатите да ги додели на крилото на Села. Не сум сигурен дека тоа е исправна одлука, ама еве се случило таа. Тоа е сега од друга страна, гледајќи ја демократијата и праведноста, мотив за овие кои се поклоници на новите субјекти, кои сите на еден или на друг начин или се испилувани од ДУИ, или се љути противници на ДУИ, да се организираат многу подобро, да направат позитивна убава кампања и да привлечат повеќе гласови. И сега мене ми е малку нејасно како можеше да си дозволи, например, Мендухтачи. Му уништија партијата, која своевремено беше прекрасна партија, и сега да се приклони кон ДУИ, ама кога е во прашање, партијата па која него го ослаби, а тоа е Села, тој кажува негативни работи, го напаѓа, а сега со Села треба да е во коалиција. Заедно, да. Тоа е еден вештачки склоп на Али Ахмети, во главата на Али Ахмети, кој мисле дека скршениот порцелан, кога ќе во продавницата со слонови, кога ќе се залепи дека може да биде нов. Ни случајно тоа, ова е метафора, ни случајно тоа нема да се случи, него првите слабости ќе ги видиме уште на председателските избори. Ама исто така многумина велат дека таа коалиција која е европска, да речеме, коалиција која е направена кај албанската опозиција, исто така дека не може долго да трае.
4 лидери, 4 суети, 4 различни политики, велах дека таа коалиција може да биде само на краток рок. Искуството и традицијата ја потврдува вашата теза. Ама не заборавете, тие сега се обединети да дојдат на власт, тие сега се компактни, тие на еден или на друг начин, нека ми просто гледачите, се испилени од ДУИ, од времето кога ДПА беше моќна партија и така натаму. Има многу чудни генези во албанскиот кампус, се испарциализираа, тоа е еден систем на исечени колбаси, се вика, во изборното право, ама еве сега се обединија и не треба да бидат подценети. Да не забора, еве вака, ево сега ми давате идеја, ајде накратко да анализираме што ќе се случува во Чаир, што ќе се случува во Тетово, што ќе се случува во Гостивар, што ќе се случува во Кичево и Струга. Се потрудив по големите центри, општини, да ги спомнам, каде што се одлучува победникот. Во Тетово владее Беса, подпомогната од македонски партнер. Во Чаир многу е јако крилото, или сега веќе партијата, на Меджити. Таму во Чаир ќе биде најголемата битка во албанскиот кампус, иако си ти викат само во Тетово, не, во Чаир бидејќи е во Скопје, во центарот, во срцето на Скопје. Јас тврдам дека таму ДУИ ќе ја изгуби битката. Ако не биде така, ќе го признам јавно дека сум промашил. Во Тетово сите ќе се обединат, ДУИ да не ја добие битката, бидејќи ја има веќе еднаш изгубена битката. Гостивар е, како да кажам, кампусот на Таравари и на Алијанса. Таму ќе атакува ДУИ. Ќе видиме колку ќе е успешен, лично мислам, нема да биде доволно успешен. Струга, не ја спомнав Струга, пардон. Кичево. Кичево исто. Кичево има една крило одделено од ДУИ, што активно работи за Алијанса и за оваа коалиција и лично мислам во Кичево ќе се изедначат силите, давам предност блага на опозицијата. Струга, изгубениот град на Али Ахмети и на Мерко, пак мислам дека кога ќе се земе колку партии се во коалиција албанската опозиција, мислам и Струга ќе ја добијат. Па видите сега, таа трансферзала на градови со голема албанска популација и избирачи, некако се водата оди кон опозицијата. И во моментот е така. Видете каде е на власт на локално ниво ДУИ. Се тоа помали општини, не велам дека не се битни, ама ДУИ во случајов таму ќе ги црпи гласовите. Липково. Така, Липково, да. Па ако сакате Сарај, не велам дека опозицијата нема шанси, ама се знаат тие неколку центри каде што ДУИ на вистина е се уште јако. Како и да е, ДУИ е во опаѓање, албанската опозиција е во надоаѓање, да речам, и тоа и не е така лошо сега. Значи, не треба малку свежина, иако тие партии се на еден или на друг начин испилени или од ДУИ, или од ДПА, или да не одам подалеку уште од ПДП. Ама како и да е, се нови лидери, и јас гледам нов квалитет во новите лидери. Сакате во албанскиот кампус, сакате во македонскиот кампус, овде мислам на Знам и на Левица, и сигурно сум поклоник на новото. Ајде да му дадеме шанса малку и на новото, за да оние традиционалните, оние нашите познати политички победници и водачи малку да не се подзаспијат, да видат дека има и некои други политички субјекти кои вребаат од заседа и сакаат да учествуваат во власта или да победат. И така сваќам ова изборен трка, овој надпревар демократски, слободен и плурален, нема Богом дана место ДУИ нон-стоп да е во власт. Па ВМРО како се помери 7 години да е во опозиција? Па најголема партија во државата е. Па зошто ДУИ не може да се согласи со тоа? Што е работела? Не, мислам дека во менталниот склоп имат некој проблем, а таму има прекрасни експерти кои некои веќе работат во сегашната влада за која имам високо мислење. Ама за водството веќе моите симпатии не се таму. Своевремено кажував дека ги води најголемиот стратег,
Тоа е Али Ахмети, го губи тлото на кој тој се потпира и мислам дека доаѓа време за опозиција. Тука ќе застанеме. Ни остана уште доста за анализирање и помалите партии, се разбира и СДСМ и ВМРО ДПМН, но ќе застанеме тука. Кампањата се уште се вжестува. Да. За следната емисија ќе продолжиме, имаме многу за зборење. Ви благодарам, господине Костов, за ова гостување. Честа беше моја. Тука правиме една кратка пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме за кратко во студиото со Агим Јунус.